Општините се соочуваат со огромно високи сметки за струја и редуцирањето на потрошувачката е неизбежно. Во моментов, на пример, Штип за струја месечно плаќа 600.000, а Карвинци 350.000 денари. Од овие причини, градоначалниците изготвуваат програма за штедење. Веќе разговаравме со една компанија која што првично ќе инсталира систем во некој од институциите под локална самоуправа за да го контролира трошењето на електрична енергија, односно сите непотребни електрични уреди, грејни тела, клима уреди, компјутери кои што непотребно се уклучени, преку овој систем да ги евидентираме и да ги нормално намалиме трошоците за електрична енергија. Ние планираме да ги редуцираме, односно да ги ставиме на минимум оние основни потреби за грејење, за ладење и во текот на зимскиот период, но и во летниот период, така да веќе правиме, изготвуваме некој план за како тоа понатаму би го работеле. Зимскиот период планираме околу 22 степена е онаа оптималната температура која што е потребна за грејење. За разлика од тоа, во летниот период некои 26-7 степени би била онаа температура која што ќе се обидеме да ја постигнеме. Освен во општинските административни простории, идентична редукција ќе биде спроведена и во просториите на градинките. Штедењето на електрична енергија ќе го примениме и ние во детските градинки, но напоменуваме само онамо каде што тоа е изводливо. Мораме и напоменуваме дека летниот период нормално дека клима уредите ќе бидат до 25 степени оптималното. Зимно време грејните тела не смееме да не бидат по 22 степени. Имаме занимални каде што немаме згрижена дециња, нормално дека таму клима уредите нема да не бидат вклучени. Светилките каде што се дозволува временскиот период да бидат исклучени и ред други домаќински штедења ќе примениме. Штедењето, согласно програмата што се очекува наскоро да биде изготвена, го опфаќа фактички севкупниот делокруг од ингеренциите на општините врз институциите.